Од Пазар 3 коалиција до две различни планети. Така некако звучи описот на самонаречениот Европски фронт. Кој е Расколников, кој е проевропски, кој е проруски, кој е прокинески, поима немате. Важно е аздисаните каубојци да си ги терат тендерите. Ова е описот на сите оние кои што излегуваат на говорница и секој втор збор им е Европа. Ама не европски крадат, колумбиски, мексички, како сакате, важно крадат до изнемоштување на граѓаните на Република Македонија. И еве би сакала да ве потсетам на еден наш несуден Нобеловец, само ќе го парафразирам: граѓаните патат, тендерите 100. Го парафразирам несудениот Нобеловец. Од него, впрочем, се и почна. Сега, бидејќи пред само 10 дена, ова тука празна сала беше полна и оваа страна тука, средината, ракоплескаше, даваше аплаузи за избраниот технички премиер. И сега навистина не можам да сватам што се случува, зошто ве нема. Нели добивте Вибер пораки, нарачињата плуски ли имате, па не можете да давате аплаузи, што се случи? Но, еве иронијата настрана, техничка влада, согласно тој неславен пржински договор, треба да спроведе избори и ништо повеќе. Ама ништо повеќе. Втор пат се случува да технички министер биде разрешен. Ако колешката Рашела Мизрахи беше разрешена заради таблата, не знам јас, министре, вие зашто сте разрешени, бидејќи кажа дека сте професионалец, без да навлегувам во одбрана ваша, затоа што пред една година, ако се вратиме, убаво ви кажавме што ќе се случува. Доволно возрастни, доволно политички, предпоставувам, искусни бевте, за да ја сватите суштината на коалицијата во која што влегувате. Сега, јас морам да кажам дека образложението на господинот Талат Џафери, кој што го познавам век повеќе од 10 години, е најслабото образложение кое што сум го слушнала до сега. Тој и на говорница, додека беше пратеник и председател на собрание, и на телевизиски дебати, ќе го слушнете како вели: процедура, деловничка процедура, се држам до процедури, се држам до деловник. А сега, просто неверојатно, Талат Џафери се повикува на Фейсбук статус. И неразрешена до крај една ситуација, една состојба, која што е секако ваша внатрепартиска, која треба вие да си ја разрешите, неразрешена на Фейсбук, објавено нешто и решава да ги разреши овие двајца министри, а во меѓувреме, не знам зошто, до нас не стигнува разрешување на Артем Груби, кој што сите медиуми објавија, Вибер група во кој што им вели на директорите: немојте да го слушате овој министерот. Тоа ли е европско однесување? Тоа ли е европска вредност? Директорите за кого работат? За пациентите или работат за Артем Груби? Тоа е малку нејасно. Јас би сакала да дадам кратки 2-3 реченици една состојба која што владее во оваа чудна коалиција. И апели, иако џабе се сите апели,
до албанските партии. Без пардон, оваа власт ги искористи сите албански партии кои што на времето им правеа, ја спасуваа власта, крпеа мнозинство. Без пардон. Сите албански партии до една. До Социјалдемократскиот сојуз. Не знам дали сте свесни дека и вас ве прегореа. Пепел ве направија. Ваква вазалска, анемична партија, која што безпоговорно аминува се што ќе дојде од Мала Речица, е просто неверојатно и е несомнено дека е осудена на пропаст. А тоа ќе го видите на 8 мај. Значи, аздисувањето и триумфализмот кој што се случуваше пред 10 дена во собранието со пури, со мандолини или не знам како, со факели, со не знам што, на тоа огномети, на тоа бевте неми наблюдувачи. Вие од една самонаречена државотворна партија, во што се претворивте? На 8 мај граѓаните и вашите сопартијци ќе ви кажат дека вие не сте тој СДСМ, дека вие сте нешто друго, дека вие сте папет, дека сте вие вазали кои што сте командувани од Мала Речица. Нели кажа, поднесовме претходно еден закон, колегата Ковачки, за бранителите, кој што сите го изгласавме, излезе Арбе Радени и вели со 10.000 амандмани ќе го попречел неговото носење. Бидејќи техничкиот премиер во времето кога беше председател на собрание се повикуваше на деловник, а јас пак ќе кажам дека ова собрание освен на деловник се може да се повика и на собраниска пракса, па ќе кажам дека тие 10.000 амандмани согласно собраниска пракса можат да завршат во контейнер, онаму до домот на Арама, како што завршија 35.000 амандмани на пратеничката група на ВМРО ДПМН пред неколку години. Тоа е собраниска пракса. Во своето објаснување министерот Меджити кажа упати пораки до вас и ќе го цитирам: како не ви е срам, вазали станавте на дуи. И да, се согласувам. Како не ви е срам? Сте знаеле, по неговото кажување, дека 1117 вработени, кои што работат, специјалисти, доктори, болничари, имаат одобрение за вработување, чекаат во Министерство за финансии. Зошто гласно тоа не го кажете? Зошто ги лажете луѓето? Зошто? Го кажа одговорот. За да ги искористите за предстојната кампања. Ама ништо не ве веќе спречува. Еден апел до вас, господине Меджити. Излезете во јавноста со име и со презиме. Да кажете кој точно ги спречил капните гаражи, затоа што тука страда цела Република Македонија и сите пациенти од Република Македонија. Кој кочел спојување на клинички центар со име и со презиме? Дали за случајот онкологија имате се уште имиња кои што, бидејќи ако знаете, а тоа не го кажувате, е исто така попречување на истрагата. Јас, како граѓанин, ве охрабрувам тоа да го направите. Ви кажавме, немојте да влегувате во влада која што како партали ги фрла и искористува сите оние кои што им го сочуваа мнозинството и кои што ги сочуваа за да крадат елитата. Не овие тука, овие само гласаат. Елитата, која што има розеви на очари и не гледа што се случува на терен. Не гледа дека народот македонски пати. Македонци, албанци, турци, сите. Не гледа. Ке види на 8 мај. Ке прогледа.